Па се разбира, ти за мене си само едно обично дете, слично на стотици илјади деца. И јас немам потреба од тебе, и ти исто така немаш потреба од мене. Оти, јас за тебе сум само една обична лисица, слична на стотици илјади лисици. Но, ако ти сакаш мене да ме припитомиш, ние ќе имаме потреба еден од друг. Ти за мене ќе бидеш единствен на светот. Јас за тебе ќе бидам единствена на светот. Мојот живот е здодевен. Јас фаќам кокошки, ама не ме фаќаат луѓето. Сите кокошки личат меѓу себе, а и сите луѓе личат меѓу себе. Мене помалку ми е здодевен. Но ако ти сакаш да ме припитомиш, мојот живот ќе се разведри. Јас ќе распознавам еден шум на чекор што ќе се разликува од сите други чекори. Другите чекори ме тераат да се кријам под земји, а твојот како музика ќе ме мами надвор од моето дувло. Те молам, припитуми ме. А сега гледај. И гледаш ли она му полињана со жито? Јас не јадам леп. Житото за мене е некорисно. А полињата со жито не ме потсеќаат на ништо. А ти имаш златеста коса. Кога мене ќе ме припитомиш, полињата со жито ќе ме потсеќаат на тебе. И од тогаш јас ќе го сакам шумот на ветерот на житото. Само работите што се припитомени знаат да се запознаваат. Луѓето, тие немаат од повеќе време да се запознаваат со што и да е. Тие сите работи ги купуваат кај трговците. А бидејќи нема трговци пријатели, луѓето немаат пријатели. А ти, ако сакаш пријател, тогаш припитоми ме мене. И да ти кажам, ако сакаш да ме припитомиш, треба да бидеш многу трпелив. Најпрвин ќе седнеш подалеку од мене, таму во тревата, а јас ќе те гледам подоко и нема ништо да ти речам. Зборувањето е извор на неразбирање. Ама ти секој ден ќе седнуваш се поблиску и поблиску до мене. И да ти кажам, ќе биде најдобро ако секој ден доаѓаш во исто време. Ако, например, доаѓаш во 4 часот попладне, јас уште од 3 часот ќе почнувам да бидам среќна. И секолку време поминува, јас ќе бидам се посреќна и посреќна. Во 4 часот, јас ќе се возбудувам, ќе се вознемирувам, ќе откријам цената на среќата. А ако доаѓаш во кое било време, никогаш нема да знам кога да се радувам.